Добро вечер, централно издание на Дневникот на К1. Граѓаните влегоа во собранието на Република Македонија откако претходно насилно беше избран Талат Џафери за председател на собранието. Еве што друго го одбележа овој ден, да погледнеме. Народната банка на Република Македонија се успешно остварени дефинирани цели во 2016-та. Во рамки на новата кампања Не за селфи на вагон, представници на македонски железници ја посетија гимназијата Кочарацин и ги советуваа учениците. Универзитетот Гоце Делчев од Штип организираше отворен ден во Кавадарци. Граѓаните влегоа во собранието на Република Македонија откако претходно насилно беше избран Талат Џафери за председател на собранието. Колешката Валентина Михайловска со деталите. Народот влезе во собранието на Република Македонија откако некои медиуми објавија дека мнозинството пратеници изгласале председател на собранието. Според информациите до кои дојде К1 телевизија, целосно спротивно од деловникот и собраниските процедури, без точката да биде ставена на гласање, СДСМ и албанските пратеници Талат Џафери го назначија за председател на собранието. Она што е познато е дека председавачот Трајко Велјановски во 18 часот го прекина 20-тото продолжение на конститутивната седница, но пратениците останаа во пленарната сала. Додека пратениците од ВМРО ДПМН извикуваа ова е пуч, пратеникот Антонио Милошовски ги охрабруваше граѓаните дека тој и неговата партија нема да го напуштат собранието и нема да дозволат спроведување на тиранската платформа. Во меѓувреме од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија објавија проглас во кој се повикуваат сите граѓани од сите градови да се упатат кон собранието на Република Македонија. Граѓаните на Македонија се во собранието на Република Македонија откако претходно пратениците на СДСМ и нивните коалициски партнери спротивно на деловникот и законот насилно го избраа Талат Џафери за нов председател на собранието. Народот во моментов е во собранието по државниот удар од СДСМ и албанските партии. Народот влезе во собранието и порачува дека нема да дозволи државен удар и спроведување на тиранската платформа. Неколку лица се полесно повредени во немирите во собранието. Да погледнеме што се случува таму. А граѓаните исто како и вчера и во овој момент се на улиците освен во Скопје и во 40 останати градови низ земјава. Во овој дневник ги донесуваме извештаите на нашата колешка Дијана Иванова и Мартина Митков од протестите кои што го одбележаа вчерашниот ден. И денеска стоиме на браникот на Македонија и порачуваме дека по четврт век од монетарното осамостојување на државата нема да дозволиме промена на ниту една буква, а камоли символ на македонскиот денар и сите други државни символи остануваат какви што се сега, порачаа вчера вечер поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија од Велес. Името нема да се промени, грбот нема да се промени, знамето нема да се промени, химната нема да се промени. Македонија останува унитарна земја на сите граѓани на Република Македонија. Продолжуваме како денеска да ни е прв ден, иако веќе 2 месеци сме на улиците, велат поддржувачите.
Охрабрете се македонци еден со друг за унитарна Македонија. Оти сите нас не соединува знамето, химната и уставот на републиката. Ние и вие, народот собран и пред споменикот на Бранко Брашнан и пред споменикот на Кочо Рацен, ние сме народно собрание. Ние тука се изјаснуваме отворено и секоја вечер објавуваме дека не сакаме никакво мешање од страна во вид на тирански платформи и декларации. Ние од тука јасно и гласно порачуваме дека сме свесни во каков ризик сме ставени со тајни програми изготвени во странски кујни, со постизборни понуди со кои се бара да ја поделат Македонија за да ја снема, за секогаш да ја снема. Поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија уште еднаш покажаа огромна поддршка за председателот на државата Ѓорги Иванов, за кого велат дека во моментов е главен чувар на унитарноста на земјата. На политичарите им испорачаа барање за брзо спроведување на нови парламентарни избори. Кавадарчани вчера вечер се приклучија на маршот кој го организира граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и уште еднаш побараа целосно отфрлање на тиранската платформа преку организирање избори. Граѓаните тргнаа од црквата Света Петка, пошто продолжија по булеварите и улиците и маршот го завршија на градскиот плоштад, каде пред присутните зборуваше актерот Петар Темелковски. Што ја турнавте Македонија во пропаст да понира и што дозволивте името, знамето, јазикот и законот да го поганат. Што се главивте туѓи вазали, туѓи измеќари да бидете и ја оставивте татковината своја, нашата библиска држава, да ја гризат, да ја поганат и да ја ништат алчните балкански и европски прематари. Темелковски ја нарече албанската платформа апокалиптична за Македонија, а националниот код на македонецот е во Светото писмо и Библијата. Рече дека граѓаните бараат избори кои се единствено решение за оваа состојба. Советот на Народната банка на Република Македонија денес си одржа својата трета седница на која беше усвоен годишниот извештај за 2016 година, при што беше констатирано дека во изминатата година Народната банка успешно ги оствари законски дефинираните цели. Колешката Валентина Михајловска повеќе. Народната банка на Република Македонија успешно ги оствари законски дефинираните цели. Девизниот курс остана стабилен, при што сите показатели за соодветност на девизните резерви се задржаа во комфорната зона, се вели во соопштението на Народната банка на Република Македонија по завршувањето на третата седница на Советот. На истата бил усвоен годишниот извештај за 2016-та, во однос на ценовната стабилност во 2016 година. Во просек остварена е ниска и благо негативна промена на домашните цени, во целост како последица на пониските увозни цени на храната и на енергијата, односно факторите на страната на понудата. Од друга страна, базичната инфлација се одржуваше на умерено ниво во позитивната зона, што соодветствува со постојаното закрепнување на домашната побарувачка и благо позитивниот производен јас. Народната банка редовно ги следи тековните движења, присутните ризици и соодветно на нив, ја оценува поставеноста на монетарната политика и постојано е подготвена за преземање соодветни мерки за одржување на ценовната и финансиската стабилност во економијата. Во општина Демир Капија во тек се работи за изградба на плоштад во центарот на градот на површина од 5660 метри квадратни. Моментално се извршува поставување на подземна електрична инсталација и поставување на атмосферска канализација. Започнаа градежните работи за изградба на плоштад во центарот на Демир Капија. Истиот ќе биде со површина од 5660 метри квадратни. Во моментов се извршува поставување на подземна електрична инсталација, а исто така се поставува и атмосферска канализација.
Проектот предвидува поплочување на површината, поставување канделабри со поставување лед светилки за осветлување на плоштадот, изградба на фонтана, посадување садници, поставување урбана опрема, клупи, канти за отпадоци, кои ќе бидат во склоп на плоштадот. Со реализирањето на овој проект ќе се изврши разубавување на просторот. На страната на Министерството за внатрешни работи на дневниот билтен денеска се објавија 23 кривични пријави, од кои 3 за Велешенец, Свети Николченец и Неготинченец. Деталите од прилогот. 53-годишниот Велешенец БМ доби кривична пријава од полициска станица Свети Николе поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело фалсификување пари. На 8.4.2017 година на градскиот пазар во Свети Николе, пријавениот додека продавал земјоделски производи при враќање на кусур за купен производ на лице од Свети Николе, му дал лажна банкнота во апоени од 500 динари, која претходно ја примил како вистинска при продавање на земјоделски производи на пазар. Истиот ден во 10 часот и 30 минути, со примената банкнота од 500 динари, лицето платило во маркет во Свети Николе, каде што вработениот забележал дека банкнотата е сомнителна и пријавил во полициската станица Свети Николе. 34-годишниот Велешанец ВТ се здоби со кривична пријава од страна на СВР Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на безвезен режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенски договор. На 23.5.2015 година пријавениот за 5.000 динари ги превезол до аеродром Македонија во Солун, Република Грција. ДЖС и неговото семејство од каде заминале за Република Германија, заради стекнување или остварување на социјални и економски права. Во Франкфурт биле пречекани од пријател на таткото на сопругата на ДЖС, кој ги однел во Карлсруе, во Германија, каде побарале економски азил заедно со семејството, а во наредните денови ДЖС го упатиле на операција. По извршената операција, ДЖС го вратиле во сместувалиштето за азиланти во Карлсруе, каде останале година и 9 месеци пошто на 22.2.2017 година се депортирани во Република Македонија. 23-годишниот АД од Неготино доби кривична пријава од полициска станица Неготино поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. На 13.1.2017 година во Неготино на улица Мирча Ацев извршен бил претрес во домот на пријавениот, при што се пронајдени и одземени 28,26 грама марихуана. Не за селфи на воз вреди да живееш. Ова е новата кампања на Македонски железници транспорт. Затоа денеска представници на Македонски железници ја посетија Велешката гимназија Кочарацин и ги советуваа учениците. Не за селфи на вагони спречи го твојот другар да се докажува е кампањата која Македонски железници ја спроведува за младата популација. Целта е едукација на учениците во средните училишта во насока возот да го користат како превозно средство, а не за фотографирање на крововите на возовите. Представници на Македонски железници ја посетија гимназијата Кочорацин и ги советуваа учениците. Во минатото имавме неколку случаеви каде што млади луѓе, претежно ученици, се качуваа на крововите од возовите и правеа фотографии. Тоа е многу погрешна постапка и сакаме да ги информираме младите дека тоа е опасно по нивниот живот. За жал, ние веќе изгубивме еден млад живот од невнимание, односно од такви случаеви каде што младите сакаат да се докажуваат и да направат што поопасна фотографија во случајов, се качуваат на самиот кров. Над вагоните поминува електрична инсталација од висок напон од 25 кВт, истакна Коруновски. Младите треба да внимаваат на местата кои се означени дека се под висок напон. Универзитетот Гоце Делчев од Штип организираше отворен ден во Кавадарци на кој идните студенти, но и сите граѓани имаа можност да се запознаат со работата на универзитетот и постигнатите резултати во изминатите 10 години.
Универзитетот Гоце Делчев од Штип денеска ги представи пред средношколците и останатите граѓани од општина Кавадарци своите понуди за високо образование. Преку презентации кои беа организирани од страна на студентите, професорите и асистентите, големиот број посетители имаа можност да се запознаат со работата и можностите кои ги нудат 12 факултети и 3 академии на универзитетот. Ние ги покануваме сите средношколци од градот Кавадарци и од околината на градот Кавадарци да го препознаат нашиот универзитет, да дојдат да студираат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, бидејќи ќе го добијат она што треба за иднината, односно за нивниот живот во иднината. Слободно пристапите на овој универзитет, тоа е правиот избор. Ја не зборувам дека не треба да изберете и друг универзитет, меѓутоа направите разлика, видите кој е подобар за вас и на него пристапите. Меѓутоа мислиме дека ние сме еден од најдобрите. Универзитетот Гоце Делчев покрај седиштето во Штип има уште 4 наставни центри. Средношколците кои завршуваат може да бираат своето образование да го продолжат и во наставните центри во Струмица, Скопје, Кавадарци и Прилеп, во кои во моментов има околу 10.000 активни студенти. Во кампусот во Кавадарци постојат факултетот за природни и технички науки, земјоделскиот факултет, факултетот за информатика со повеќе студиски програми, а активни се околу 1200 студенти. Во изминатите 10 години од градот Кавадарци и од градот Неготино се запишани близу 2000 средношколци на универзитетот во Штип и тоа е еден сериозен показател кој што кажува дека младите од овие два града и од овој регион го препознаваат универзитетот како сериозна високообразовна институција и институција на која што студираат и продолжуваат да студираат на вториот и на третиот циклус на студии. Одбележувајќи 10 години од своето постоење, овој универзитет прерасна во еден од водечките универзитети во Република Македонија. По местото на рангирање, кога е во прашање високото образование, станува збор за висококвалитетна образовна установа која дава образование од највисок ранг. Руски воен брод се судри денеска попладне со товарен брод кој плувел под знамето на Того во Црно море во близина на градот Килос во округот Истанбул. По инцидентот рускиот воен брод почнал да тоне. Турската крајбрежна стража соопшти дека сите 78 руски војници на бродот се евакуирани. Според турските медиуми, товарниот брод имало 17 членови на екипажот и сите се во добра состојба. Вестите од светот. Напорите на администрацијата на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп да се погори Пјонкјанг со испраќање на носач на авиони во водите на Корејскиот полуостров никогаш нема да може да ја заплашат Северна Кореја. Ова стои во сопштението на мисијата на Северна Кореја при Обединетите нации. Мисијата на Северна Кореја напоменува дека на американските провокации ќе одговорат жестоко, вклучувајќи ненадени превентивни напади, меѓу кои копнени, поморски, подводни и воздушни маневри, како и разни други методи. Во сопштението уште стои дека волјата на Северна Кореја е непоколеблива да се оди до крај. – 9103 полициски службеници во Турција привремено се отстранети од работните места, како што пренесуваат медиумите. Ова е дел од истрагата за претпоставена соработка со Фетала Ѓулан, за кого властите сметаат дека стои зад неуспешниот обид за преврат во јули минатата година. Последната акција турските власти ја спровеле во 72 окрузи, а приведени биле околу 1000 лица. Од тогаш до сега, турските власти уапсиле 40.000 лица, а сменети или отстранети од своите работни места се околу 120.000. После спортските новости следуваат информациите за времето. Денес имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност, проследено со слаб до умерен јужен ветер и температура до 27 степен. До петок ќе преовладува стелично време, од ноќта кон сабота облачноста ќе се зголеми. За време на продолжениот викенд ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Од недела ќе почне да дува северен ветер кој ќе донесе спуштање на температурите. А во понеделник попладне се очекува нестабилно време со појава на грмежи. Со метеовестите го закружуваме и дневникот. Имајте пријатна вечер.